civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ние сме на прагот на една нова година во која што имаме навистина очекувања да биде подобро од претходната. Мислам дека тоа и секој граѓанин веќе го зборува јавно. Некако сите како да велат нека замине што поскоро ова COVID-20. За жал јас мислам дека и следната ќе биде COVID. Се разбира ќе биде година на излез од COVID. Пред се мислам дека ќе продолжат оние би ги нарекол вонредни или кризни комуникации во јавност, поврзани со справувањето со пандемијата предизвикана од COVID-19, со тоа што овој пат имаме нов предизвик пред нас. Тоа е информирањето на населението во врска со вакцината. Во 2021 треба да се случи масовна вакцинација на светската популација, вклучително и на граѓаните на Северна Македонија. И очекувам тука масовно информирање од страна на владата, на институциите кон граѓаните, со цел да ги доближат информациите за бенефитот од вакцината, дека тоа е проверена, научна состојка медицинска, која што и тоа како треба сите граѓани да ја примат со цел да се заштитиме од светската пандемија. Ние имавме безброј дезинформации околу појавата на COVID. Сега ќе се соочиме и веќе се соочуваме со нови дезинформации околу вакцината и затоа велам дека COVID-19 и вакцината како една од главните мерки поврзани со излезот од таа пандемија ќе бидат во главниот фокус и понатаму. Се разбира, информирањето околу мерките, околу заштитата, маските, дистанцата, негрупирањето ќе продолжат. Се надевам, имајќи предвид вакцината во помал обем, но ќе продолжи информирањето за мерките кои што државата ги обезбедува за ранливите категории граѓани и за сите граѓани кои што се погодени од кризата. Без разлика дали станува збор за економска помош, дали станува збор за друг тип на социјална помош или за здравствена мерка, несомнено COVID и во 21 ќе биде тема број 1. Од кризните комуникации или од вонредните, мислам дека односите Северна Македонија и Бугарија ќе продолжат да бидат во врвот на интересот на јавноста, на медиумите и на политичките случувања, особено бидејќи се поврзани со почетокот на преговорите на Северна Македонија со Европската унија за членство во унијата. Очекувам во 21 да почнеме преговори и да имаме масовна комуникација, интензивна комуникација околу стартот на преговорите, што би рекло во почетокот, првиот период од годината, повеќе информации во јавност околу преговорите меѓу Северна Македонија и Бугарија, со надеж дека ќе биде постигнато решение, информирање на граѓаните околу самото решение и понатаму околу стартот на преговорите. И тоа е околу оние, да речеме, кризни или теми кои што не се најпосакувани, се разбира, освен стартот на преговорите, се друго, и COVID, и проблемот со Бугарија, не е нешто кое што некој го планирал, нешто кое што посакуваме да го има во ете. Сакаме тие работи што поскоро да останат зад нас. Велам дека фокусот ќе биде на овие две теми, но и на справувањето со дезинформациите кои што произлегуваат од овие две теми и со овој негативен феномен во општеството воопшто. Ние како влада планираме во 21 сериозно и понатаму сериозно се занимаваме со спречувањето на ширењето на лажни вести, односно пружање отпор кон феноменот дезинформации во соработка со нашите стратешки сојузници, со НАТО, со другите влади на земјите членки на ЕУ и земјите членки на НАТО. Најавивме веќе и планираме тоа да го спроведеме во 21 веќе да се најдат начини медиумската писменост да стане пополека дел од образовниот курикулум. Тоа е дел и од новата образовна реформа која што се најавува, која што и тоа како од интерес на јавноста. Ќе продолжиме да ја спроведуваме стратегијата за транспарентност. Користам прилика за Цивил ексклузивна информација дека и за мерењето за 19-та, кое што е објавено пред неколку дена, Сдруженијето регионално Action South East Europe ја бележи Северна Македонија, односно владата, извршната власт на Северна Македонија на првото место по отвореност во споредба со земјите од регионот.
Ние овој престиж го држиме уште од 17-тот, кога дојде до политичка промена на власта. Северна Македонија од последна стигна на прво место по отвореноста. Се мери транспарентноста на владата, се мери достапноста, престапноста. Имаме чест да бидеме први по регионот по транспарентност, отчетност и отвореност. И не е лесна задача да се задржи ова прво место и да се обезбедува таа активна транспарентност и понатаму. Во 21 очекувам сериозно да биде третирана темата во јавност, темата прочистување на судството. На крајот на оваа година ќе биде презентиран концептот, кој што верувам дека правосудните органи они го креираат, тие треба и да го одобрат и усвојат и да видиме конечно конкретни разврски поврзани со одвојувањето на нечестните од честните суди во 21. Друг важен проект, важна тема која што од највисок интерес на населението, би рекол повеќе децениски интерес на населението е пописот. Планирано е во април, значи пролетта да се спроведе пописот. Тоа е најважната статистичка, можеби повеќе статистичка операција за земјава. Немаме спроведено попис повеќе децении, би рекол. Повеќе од една деценија немаме спроведено попис, а податоците од тој попис се тоа како важни за проекциите за развој на државата, пред се економски и социјални, се развива многу помалку политички. Друга тема која што несомнено ќе се наметна економска е, тоа ние го викаме новата македонска енергетика. Пред нас се сериозни процеси за гасифицирање на земјата. Во 2021 се очекува да почне изведбата на секундарната мрежа за 10 македонски градови. Значи, ќе почнат да се подготвуваат планови ќе тргне реализацијата на поставување на цевките за газ, кои што стигаат до домаќинствата во 10 македонски градови. И тоа е навистина, мислам дека е за одбележување и треба да се нотира. Ќе се зголеми бројот на фотонапонски централи, на фотоволтаици, кои што го користат сонцето како извор на енергија за производство на струја. Ќе се зголеми бројот на поставени ветерници во Северна Македонија и навистина мислам дека еден нов економски, енергетски бран кој што е и во корист на животната средина во исто време. 2021 година ќе биде година и на промена по однос на политиките за користење или некористење на канабис во земјава. Очекувам да се зголеми бројот на диагнози или на болести, чиви симптоми се третираат и се лечат со медицински канабис. Сметам дека употребата на медицински канабис не само во светот, пополека добива сериозна поддршка од граѓаните и во земјава. Се разбира е помал бројот на граѓани кои што поддржуваат декриминализација и депенализација, меѓутоа ако се има предвид бенефитот кој што се добива од користењето на канабис во медицински цели, мислам дека е сосема во ред во 2021 да очекуваме известни чекори и кон декриминализација и депенализација во делот на мали количини за лична употреба. Се разбира, полицијата и понатаму и во 2021 ќе продолжи со силен интензитет да расчистува криминални и коруптивни действија поврзани со трговија на дроги, кои што веќе се секојдневие. Тие акции на МВР се секојдневни и верувам дека во 2021 ќе продолжат. 2021 ќе биде, да не забораваме, година на локални избори. За жал, граѓаните во одреден период ќе бидат сведоци или учесници на повторно велам на моменти на нечиста кампања помеѓу политичките или партиските субјекти. Мислам дека амбиентот се подобрува по однос на јавните комуникации поврзани со изборите, меѓутоа сепак ние во земјава имаме политички чинители кои што и понатаму спроведуваат валкана кампања, црна кампања, кампањи полни со говор на омраза. Велам дека ќе имаме локални избори, треба граѓаните да знаат дека во рамките на тој амбиент предизборен, кој што ќе се случува некаде на есен 2021, ќе има моменти и на нечесна комуникација која што некои од партиските центри ќе ја спроведуваат. За крај, мислам дека 21 ќе биде и година на македонскиот јазик, бидејќи е 100 годишнина од раѓањето на Блаже Конески. Тој момент е препознаен, одбележен и од УНЕСКО. Ќе има серија активности и во земјава и пошироко од земјава, поврзани со
делото и ликот на Блаже Коновски, кодификаторот на современиот македонски јазик, и очекувам во Љубојно конечно старото сега разрушено училиште кое што било второ поред после Втора светска војна во кое што почнало да се учи македонски јазик, конечно да стартува реконструкцијата за која што владата обезбеди средства и тоа старо училиште се претвори во центар за грижа и промоција на македонскиот јазик. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.